Зголемен е бројот на болни и хоспитализирани деца на детскиот одел во Кумановската болница. Надлежните информираа дека периодов има наплив и на возрастни со респираторни заболувања, но значителен е порастот на заболени деца од предучилишна и училишна возраст. Хоспитализирани во просек се околу 15 на пациенти, а дневната амбуланта ја посетуваат и до 120 дечиња. Симптомите варираат од блага настинка па се до воспаление на белите дробови. Тие што се суспектни, например, дека сме во екот на пандемијата, тие што се суспектни амбулантски ги тестираме со рапид тестови, брз антигенски тестови, и ако имаме некој позитивен, го реализираме и PCR тестот. А тие што се хоспитализирани на одел, обавезно им правиме на сите PCR тестови. Меѓутоа, во ова време немаме ние со COVID, најчесто си со тие со респираторни вирусни пневмонии, долно респираторни, што треба да примат инфузиона терапија повеќе денови со упорна кашлица, со покачена телесна температура. И децата ни се предшколска и школска возраст, тие што се во колектив најчесто, градинки и во училишта. И се гледа дека лани кога беше во екот на пандемијата не сме имале толку деца, заради тоа што воопшто не ни беа ни во градинка, ни во школа, во онлайн беше спроведено образованието, а сега откога почна со идење во училиште и со мешање, например, децата, имаме го зголемен број. За 24 часа 100 до 120 деца амбулантски ги лекуваме, плюс тие што се на одел. Здравствените работници советуваат родителите откако ќе забележат симптоми кај своите деца, веднаш да се јават на матичен лекар на време да почнат со терапија, за да не се влоши здравствената состојба. Причина, со доаѓање на постудено време сите се затвораме дома, помалку престојуваме на отворен простор, помалку се диши чист воздух, се собираат и болни и здрави, поаѓање во училиште, градинка, меѓусобни дружења на семејствата, така да очекуваме да постои уште еден извесен период вака голем број, но еве би препорачале да малце се внимава на тоа, на меѓусебната комуникација, барем оние што знаат дека имаат болно дете во семејството или болен член на семејство, дали е возрастен или дете не е битно, да се изолираат, да останат дома, да не се мешаат меѓу себе, со што полесно ќе ја пренебрегнеме оваа ситуација. Големен е бројот на луѓе што имаат проблеми со дишните патишта, од обструктивни бронхити, астма предизвикана врз база на алергија, преосетливост едноставно и хиперреактивност на дишни патишта. Ова само ја влошува состојбата и доведува до една посериозна клиничка слика за која што е потребно подолготрајно лекување. За жал тоа не можеме да го избегнеме, меѓутоа пак ќе речам, колку и да се непопуларни маските, ако некому му здосадија, тоа сме па ние овдека здравствените работници кои што ги носиме со години, но кога треба да избереш помеѓу две зла, го бираш она што е помало, подобро да бидеш здрав, па ќе носиш и маска, отколку да се лекуваш да бидеш постојано пациент. Кумановските лекари апелираат и родителите кои имаат можност периодов децата да ги чуваат дома, за да се спречи поголемо ширење на грипот.